имам вишок време и немам што да правам и ја ќе се забавувам со деца или ќе се посветувам на нив. Не, туку напротив, сум ја сватил работата од корен колку ми е тешка, иако некој мисла дека дефиниција за тренер е некој лудак кој што оди да ги фрли топките у сала или на терен, било каде, не знам каде. Еве деца, играјте, забавувајте се, ја ќе посеам на телефон едно саат и пол, 2, 3, 5, колку и да сум во сала. Платете ми пари и губете се дома. Едо, како си? Добро сум. Фала, Джи, добро сум. Да, конечно те убедивме да доеш. Конечно те фативме тука у Добро. Скопје да можеш да ни доеш. Не беше убедување, ова беше така, сплет на околности, сега така си сподеси, иначе. У прв момент прифаќам јас од тебе со работко секој Да. Не, уште од сам старт знам дека ти ми беше на листа на луѓе кои што сакаа да разговарам, поготово на некои од овие теми што ќе збориме денеска. Си некој кој што е доста активен у светот на спортот и мислам дека имаш многу што да даеш како за размислување, така и твои ставови. Ама прво, како и за сите гости, така и за тебе, што представува за тебе ментално здравје? Па за да влеземе у муабетов, еве, ќе ти речам се. Па сега можеме ние да продлабочуваме колку сакаме, меѓутоа ако се задржиме на спортистите, нели, буквално се спаѓа во ментално здравје. Ментално здравје сега кој како ќе си го преведе, како ќе го свати, меѓутоа од моментот на станување од кревет ти веќе работиш на себе, на својот ментален склоп, на своето размислување, пристап према денот, животот, начинот, тоа што го правиш, се што ќе направиш за себе и за околината, така да ментално здравје е многу длабока тема и многу битна, која што овдека очигледно превише е занемарена и оставена на некое најниско ниво, можеби ја нема на нивоата, мислам дека. Да, мислам дека еве сега колку толку има нешто се случува, имаме ја и ти можност да разговараме и се надам дека млади луѓе ќе слушаат оваа епизода. Ме интересира кога викаш се, колку е само тоа поразлично како ти го гледаш менталното здравје сега од еве да кажеме кога си бил не знам 15-20 години, колку е само тоа поразлично тогаш и сега за тебе? Види, тотално е поразлично, пошто е сменето буквално се во начинот на живење, од буквално како што кажавме, станувањето од кревет, се е сменето од денешниве, мислам кога се задржиме на децата, на младите спортисти. Ми се свига што у поново време сега гледам дека се поише активисти има од младиве, па претежно девојчиња среќавам и сега кој имавме прилика со репрезентација да соработуваме и на клубско ниво, доаѓаат, се јавуваат, се интересираат околу тоа психолошко и ментално здравје, па да се сретнат со играчи, па бараат состаноци, па бараат моменти, нели, да поразговараат на одредени теми, тестирања, чуда. И така полека мислам дека нешто се буди некоја свест, некој момент и мислам дека идеме напред, не знам дали може да кажеме напред, ама мислам дека веќе сме го уочиле тоа дека е важно и дека некој почнува да се замара, меѓутоа ќе ни треба така прилично подолго време додека да се уходаме и да го ставиме во нели распоредот на нормалата, дека треба некој да се погрижи за тоа, дека не е начинот и животот на еден спортист да оди на тренинг само да му се изнадере некој фрустриран човек таму, тренер како год да се нарекуваат сите, да му се изнадере, да го истравматизира и да го остави понатака и да не преземе никаква нели вина на себе, да не стави никаква вина во однос на тоа како ќе се изгради таа особа понатака. Никој не презема никаква одговорност, мене тоа највеќе ме повредува на некој начин, затоа што не би зборел сега јас сум еден од тие, меѓутоа да, сум еден од тие, пошто си имал прилика, беше блиску до мене, си знаел колку сум се замарал околу тие работи и сум бил покажуван со прстот одредени дека сум бил луд, будала и дека не требало вака и дека не требало така, кај што никад не сме можеле со многу луѓе да се најдеме нели на заедничка точка
да се согласиме дека тоа е многу битно и дека тоа не го правам ја пошто немам имам вишок време и немам што да правам и ја ќе се забавувам со деца или ќе се посветувам на нив. Не, туку напротив, сум ја сватил работата од корен колку ми е тешка, иако некој мисла дека дефиниција за тренер е некој лудак кој што оди да ги фрли топките у сала или на терен, било каде, не знам каде. Еве деца, играјте, забавувајте се, ја ќе посевам на телефон едно саат и пол, 2-3-5, колку и да сум во сала. Платете ми пари и губете се дома. У школа ќе ве научат се или дома ќе ве научат се, не. Дома, школа, тренинг, се што следи, нели, цел тој распоред што си го имаат сега, посебно збиен децава на секакви активности кои што се нафрлени, сите имаме било некаква улога, барем 1% сите имаме некаков придонес кон градење на таа особа и нели, тоа после се отсликува на секаде и Да, и поготово што мислам дека не е 1%, туку баш гледај, деца и ние не сме сакали да идеме у школа. Ретко кој ќе најдеш дете сакам да идам у школа и секогаш тој авторитет кој што е наставникот на пример не го сваќаме толку сериозно и не гледаме на нив како авторитет на кој што одма му даваме, треба некој да го добие тоа, да го гледаме како авторитет. Ама кога стана збор за тренер, најчесто е некој кој што деца од тебе гледаат како бог буквално. Бидејќи ти им помагаш да бидат подобри у нешто, они што го сакаат. И од таму, као тренер, ти имаш многу поголемо значење во нивните животи, отколку што заслужуваш на самиот почеток. И е си една од највлијателните личности у нивните животи, барем кога се оформуваат. Со тоа се слагам 150%, пошто јас за се што сум трнал да правам од кога сум станал тренер, од кога почнав да се занимавам со тоа, кога ми се пружи прилика да работам со деца, јас трнав од себе. Што се случувало со мене кога сум бил мал, што сум добивал, што не сум добивал, што ми било потребно, што било игнорирано, што милион работи, си ги ставив, не ги ставив на лист, ќе излажам, не сум си ги напишал, меѓутоа нонстоп ми светеа во глава. Прво, ова што го кажуваш ти, да, и јас сакав да скипнам школа, да не отидам у школа, да одам на тренинг и да бидам, не знам, Майкл Џордан, Коби Брајант и да биде се супер. Да, од дома, нели, тој притисок треба школата да се нерија, се наредат работи, што треба прво да е, што треба второ, што треба трето, иако не треба да се наметнува тоа. Тренерот беше број 1 за мене. Татко ми, кога бев помал, ќе доеше кај тренерот некад, он пробуваше на секакви начини, нели, да ме воведе во нешто, меѓутоа ќе види негде дека главам, најчесто со школото, сакам да забушавам, да избегам, ама зашто? Не за да правам бели на улица или да бидам некој багабонт или туку да отидам на тренинг, да видам што повеќе во сала, да посветам што повеќе време и внимание на кошарка. И овој ќе отидеше кај тренеров, слушај, ние пробуваме све дома, најболи, ова, вака, така, вака, али он ми ка, Мац што ќе каже, тоа ќе биде. Поздрав до Маци Лиевски, он ми беше прв тренер и он за секојаш остана пример. Ето како е влијанието на еден тренер. Мене, наспроти тоа што сонував да видам Коби Брајант, викав, окей, ако не станам Коби, сакам Маци Лиевски да станам. Дали играч како Мац, дали особа како Мац, дали тренер како Мац, јас сум сакал да бидам као тој човек. Да. Не само ја. Таму бевме 200 деца и од сите 200 деца мислам дека сите сакавме да бидеме како Мац. И тоа е тоа што еден тренер треба да биде за децата. Ден денеска јас се водам по некои негови примери, по некои негови нели поуки, некои работи кои што сме ги зборували. Ден денеска сум, фала Богу, во добри односи со него, се слушаме, комуницираме. И он се уште не е свесен, мислам дека ја многу пати онака си отварам душа, кажам, знаеш ли какво влијание имаш ти на мене? Буквално да не бил он, ја не би бил ни тренер, он е човекот кој што ме уфрли во оваа работа на некој начин, ме уфрли. И секој пат му напоменувам, зашто знам дека е важно и за возрастните, не само кај децата. Колку е важно некој да знае дека имал некаков нели, како се вика, удел во твоето градење на личност. И сега кај што он ме гледа како прилично успешен тренер, да речеме, некој кој што се занимава во тоа кај што он ме навел во тој пат, јас сакам да му докажам него, да му покажам колку е он важен и дека може би без него ја не знам што би бил, не знам што би правил, не знам каде, пошто не станав ни Коби ни Мац во кошарката, барем како играч и викам, окей, ајде, тука почнавме и
Да, подеднакво се навратиме на темата, подеднакво е важно за сите. Да. Тоа околу здравата глава. И е многу и од тука некојаш еве и сме правеле муабети и ти со сати, со денови, со тие работи е многу важно како еден тренер ќе се постави со тие некои играчи. И поготово кога кога се прави разлика професионалец и млад играч, тука има разлика и можеш со нив да се однесуваш поразлично до одредени, иако мислам дека принципите пак се исти, Да. ама за млади играч, за деца буквално, Види. мора да се посвети многу поголемо внимание. Тотално е поразлична работа на еден сениорски тренер и на еден младински тренер. И на еден мини баскет тренер, да речеме. Тоа се категории, исто како во школото. Еден учител од прво до пето оделение таму на оделенска настава не е исто што е еден учител од 6 до 9, не е исто тој со оној кој што е од прва до четврта и оние не се исти со тие од факултет и понатака се тоа. Овде кога во кошаркава исто поделена работа. Имаш мини баскет вовед во тоа. Сега треба да не им ги отвараме очи на сите, треба да се едуцираат сите, да си најдат начин. Што треба, што е важно во мини баскетот, на што треба да се фокусираат, како треба тоа да им го представат на децата и што треба да значи кошарката за децата. Ама и на родителите. Да. Затоа што овдека сме тотално изместени од чарки. Знаеш, си бил со мене, си бил во ситуации каде што еве пример само ќе посочиме, каде што дури некогаш ни тренерите не се криви, доаѓаат родители со 5-6 годишно детенце го запишат на кошарка, после еден тренинг, пробно го пуштивме, ќе го биде или нема да го биде? Да вложуваме или да не вложуваме? Што да вложуваш? Што да биде, што да не биде? Не те разбирам. Што сум ја, Господ, кој сум ја за да му судам на 5 годишно дете дали ќе биде или нема да биде? Не можеш да му судиш на никого, на возрастен, на никого, не може, сам на себе не можеш да си носиш одлуки што ќе биде, што не можеш. Јас треба на 5 годишно дете да му кажам ќе биде или нема да биде. И тука настана уште подлабок проблем од тоа како тренерот ќе има пристап према децата и како ќе го гради он тоа дете и како ќе му биде односот со нив. Да. Наметнато ти е од некоја трета страна дека ти треба тие деца да ги третираш како кошаркари. Сега ако ти си недоволно обучен, недоволно учен, недоволно упатен, ништо како тренер, пошто нели сега ми текнало сакам тренер да сум, пошто така видов на YouTube, одам и станувам тренер и од недостаток на луѓе нели стануваат и тренери и наставници и професори и се што. И така више си ги изместивме и границите и шините и трнавме во погрешен правец, меѓутоа да. Тоа е она што го рече. Има голема разлика од сениори од младинци. Јас не можам да имам ист однос. Прво, многу е просто. Тоа дете за да доаѓа на кошарка, за да учи кошарка и паралелно уште многу работи, плаќа за да доаѓа во некој клуб, за да биде таму. Тој сениор, ти му плаќаш за да биде тука. И тука веќе се прави огромната разлика. Јас можам да се однесувам нели како сакам, ти си ми роб на мене, пошто денеска така ни е предно, ти си ми роб на мене пошто јас ти плаќам пари и ти ќе правиш се што ќе ти кажам ја. И на некој начин не случајно ги викаат гладиатори се спортисти во поново време, овие се вика гладиатори. Играат секој ден утакмици 300 чуда, немаат избор. Од страна кога гледаш, тој изгледа дека леле овие лудница види колку преубаво живеат, има ово, има ово, има. Има се, нема време, нема 2 минути време. Да. Игра секој ден утакмици, трча на тренинзи. Зашто? Зашто некој дошол тука и вика, ја ти дам толку милиони, друже, ти треба да трчаш. А на ова детенце не можеш ти тоа исто да му го правиш. Треба да најдеш начин. Што значи? Ти треба да си авторитет и тоа е многу тешко. Ти треба да си авторитет од оваа страна, треба да си детенце од другата страна. И тие треба тука сега да им најдеш балансот и да бидеш тренер со авторитет и да бидеш другар со нив. Да. Не знам како мене ми успева сега за сега. Да, и тука е тоа на вечно прашање како да се стекне тој авторитет. Бидејќи кај нас од тоа што го имам видено, бидејќи сум имал таа можност и среќа да искусам, сум играл една година средно во Америка. Кај што ти имаш тренери, ние сега без разлика до кај сме, што сме или ние секој ден добиваш нешто ново од нив да размислуваш за не за кошарка. Тоа е тоа. За животот. Тоа е тоа. Па едно, па вака, па не знам, имавме правило ова средно, ама пак имавме правило на ден на утакмица ти мора да идеш убаво облечен, кошула и крават. Тоа е тоа што ти го кажав преска.
од станувањето од кревет почнува се. Од кога станеш од кревет, ако ти не ги научиш основните навики, ако ги скипнеш нив и ти одиш само да бидеш добар спортиста, што и да е, кошаркар, фудбалер, не знам што сакаш биди. Нема да бидеш успешен. Можеби ќе бидеш успешен. Еве има примери на многу познати, многу добри и платени, не знам по што се мерат веќе денеска успешните, најверојатно само по примањата. Траат 2-3 години ги снемува од мапа и сите кажа кај овој нели беше добар, беше талент, беше надеж. Да, беше надеж, ама некој погрешно го научил од самиот старт, од самото градење. Многу е просто ако една зграда ти кога ќе земеш да ја градиш на криво и ти ќе ја градиш, кога ќе дојде врвот кога ќе натежне, ќе ти лупне доле, абе како ви кога зграда падна другар, ти си трнал на погрешно да си ја градиш зградата. Ние особите сме само уште малце покомплицирани од таа зграда и ти кога ќе трнеш на криво да ја градиш, он гради уште еден на криво и сите се врзуваме и сите сме на криво пораснати. Не знам, не случајно. Ама не, мислам, тоа што кажа ти се согласувам и сум видел на дело како ти успеаш да стекнеш тој авторитет. И прашањето до тебе е како се стекнува еден авторитет кој што е здрав, нема на детето да му натера да иде криво, да расте криво, туку да му помогнеш на тоа. Просто, сега правиме отворен муабет, тука не сум ни да се фалам, ни да се жалам, ни да кажувам приказки, не знам какви. Авторитетот најлесно се стекнува со знаење, ама не е доволно само знаењето. Има мал милион тренери кои што знаат многу поише од мене, премногу поише од мене, не знам колку поише од мене. Ама, ако знаеш да го спроведеш тоа твоето знаење, да не го насочиш во погрешен смер, да ти го пумпа егото, и само егото, и ти тука седи игнорираш, тогаш можеш да бидеш добар. Го ставаш егото на страна. Супер, ти имај си его за тебе, кој ќе седнам ја, ако си ти тренер, ако ја и ти седнеме да решаваме некој работи, супер, јас со моето его, со моето знаење, со секи те потепам тебе. Тоа нема никаква врска со децата. Ја кај деца не смеам да им представувам некои си мои позадински таму планини кои што ми се таложат со ега, со не знам си какви работи, кои што јас лично за себе сметам дека ги неам, може од страна не знам како изгледам, меѓутоа не се замарам и авторитетот го стекнуваш на тој начин, со знаење. Одиш на терен и им покажаш на децата. Ова е вака, влегуваш во детали, некогаш трошиш време, некогаш ќе си ја мааш главата од зид и ти, некогаш и они ќе си ја маат, ќе ви биде и досадно и напорно. Се е тоа еден процес. Кога ќе поминат децата тој процес, веќе е многу полесно за сите. Кога ќе почнат они да веруваат во тебе дека ти стварно правиш нешто за нив, треба да си посветен. Прво и основно треба да си посветен. Покрај се ова, нели, за да бидеш еден тренер, ти треба тоа знаење, тие работи да ги оставиме на страна, пошто без таа едукација и сето тоа ти не можеш да бидеш ништо. На страна тоа си е неизбежно. Кога ќе ги истреиш сите тие работи, после следат други работи, никогаш не завршува тоа, никогаш нема крај тоа. Се додека не ги истераш на некој пат кај што веќе они ќе станат дали сениори, дали возрастни особи, дали ќе прераснат нешто кај што веќе самите ќе се грижат за себе. Додека јас имам некаков удел во нив, јас треба на секој начин да пробам да ги анимирам нив и да најдам начин да допрам до нив, затоа што јас знам дека јас моите проблеми сум се доверувал и сум ги отварал кај тренерот мој. Кога ќе ме мачало нешто, поише сум одел кај тренерот да се пожалам отколку кај родителите. И сум се среќавал милион пати со ситуации кај што деца доаѓаат со мене и ја не го игнорирам тоа, за разлика од многу овде кај што друже, јас сум овде да ви покажам како да тапкате и вие се испарете од тука, не ме интересира, оди решавај се на друга страна. Сум еден од тие тренери кои што више скоро 13 години сум во работава. Ево нека биде и порака за некој ако гледа некој кој што нема такви граници, комплекси и фрустрации. Нека биде порака за нив. Сум ги оставил парите, примањата, финансиите, не знам, авиони, камиони позади мене, не сум се секирал воопшто. Не сум ни прашувал колку ќе ми дадат, како ќе ми дадат, кога ќе ми дадат и зашто ќе ми дадат. Една цел сум имал. Да видам што подобар и да терам напред. Ама тоа сум го пренел и на децата. Еј, деца, слушај, гледајте мене. Не се секирам за ова, тоа ќе дојде. Еден ден сакал ја или нејкел, ако работам вака, тоа ќе дојде. Ја пробам да го наметнам тој менталитет. Слушај, мора да работиме, мора да бидеме вредни, мора да трпиме. Треба жртва, нека биде жртва тоа. Зашо да биде жртва мајка ми, татко ми, некои пријатели, некои блиски особи? Зашо особа да биде жртва? Нека биде нешто такво, материјализам некој. Остај го на страна, ќе биде жртва. Утре
што ќе фрлиш позади тебе или односно како беше, што ќе фрлиш пред тебе ќе најдеш позади тебе. Фрлај, еден ден ќе начекаш на нешто. И сега доаѓаш во тој момент кај што ја не се ограничувам, еве, голем број на тренинг, не можеш да бидеш другар со играчите. Зошто? Зошто не можам бидам другар со ја не сум другар таму кој што ќе оди, не знам, девојчиња да брка, да оди не знам за какви проблемчиња нивни ситни, ја зборим у школа што им се дешавало со другарите меѓу себе, ја не им решавам проблеми. Туку само им се доверувам за они да ме осетат мене поблизок и кога јас ќе се доближам до нив, кога они ќе се ослонат на мене, кога кажат еј супер, со овој можам да зборам. Кога ќе почнат тие деца мене ми кажуваат за нивните, мене не ме интересира нивните лични проблеми доколку они не сакаат да ги изнесат. Меѓутоа ако ја видам дека некој дете нешто го малтретира, го мачи, пробува да го сопне, да го бутне, и ја упорно на погрешен начин ќе пробам да го кренам тоа дете, ќе направиме уште поголема грешка. Да. Од тој аспект ја идам да влезам поблиску до нив да ги допрам, да си направиме муабет, да ми каже што го мачи, што го малтретира и да почнам после да работам на проблемот, дали приметно, дали неприметно, он да го реши тој проблем. Кога ќе го реши тој проблем, поубаво е за него, поубаво е за мене. Затоа што на крајот на денот пак сме за кошарка таму и мене едно дете со здрава глава многу повеќе ќе ми врши работа на терен, на тренинг, на било каде, отколку некое дете кој што ќе ги трупа проблемите позади, еден ден ќе дојде, ќе пукне и ќе прерасне во луда особа и каже мене овој ме крив, овој сите ќе ги покаже со прстите ми се криви, затоа сум ја ваков. Не. Дојди, доаѓаш на кошарка, конкретно во моментов у мојот случај, врзи со тренерот. Збори си. Ја ти кажував, преска разговаравме на тема. Ги викам кај мене Сони, дојде Соник играме. И они додека се забавуваат, они уживаат, леле со тренерот играме Сони, леле ама ни е супер забава, јас си ги прашувам. Си правиме муавет, ја ги чепкам, они се отвараат, си кажуваат, и ја после знам кога ќе видам дека некое дете од тие таа недела, тој месец бил послаб, немал фокус на тренинг, било што, било каква замерка која што би можел да му ја најам на тренинг, си викам, чекај бе, па овој види го што ми каже, јас ја анализирам после. Зашто? Затоа што мене тоа ми е работа. Просто, кога се вратиме, мене тоа ми е работа. Ама во случајов овдека, кај што ние сакаме да градиме здрави особи од луѓе кои што вози камион, работи утовар, истовар, трча не знам каде, мислам ова без подценување према работите, тие ми паднаа први на памет, не знам, работи директор некаде, пошто помала е веројатност ствари директори дека ќе трошат време после да доаѓаат во сала со деца. Работи 10 работи, доаѓа паралелно пошто имал 3 сати слободни од денот да заработи некој денар на кошарка. Па како сака тој тренер да биде на исто ниво со некој кој што е 100% фокусиран на тоа? Колку е возможно тоа, така? Да. Значи подлаво кој што спомнав на почеток, нема да имаме толку време да влеземе у се скрос од темел, меѓутоа пробувам да ти доловам кај се уствари проблемите. Цело време посочуваме него према децата ова прават децата, вакви се тиктокери се, не знам што се. Супер. И ние сме биле на некој начин дебили во нашето време, ако се тоа дебили. И ние што сме правили, сме фрлеле џамли и тоа било многу подобро него да седиш на TikTok. Да, супер, може би било подобро да седиш надвор, меѓутоа ете, сега у нивното време тоа е. Ти треба да најдеш начин како да ги анимираш, да ги трнеш од тој TikTok, да не им биде фокусот таму. Ти гледај, и ја гледам TikTok, и ти гледаш, сите гледаме. И лупам глупости, не е TikTok најголемиот проблем на денешница, сите правиме многу работи погрешни. Ама лимитирај го тоа, најди си начини како да го спроеш. Ако не можеш ти, затоа постојат луѓе кои што можат тоа да ти го спакуваат. И мислам, не знам сега кој тренер кој имам слушан, валјда беше Пешич или некој од Србија, кој што вика, ти ако не можеш да се прилагодиш на времето кое што живееме, ти не можеш да бидеш успешен тренер, не можеш да бидеш ефективен. Тоа е за се, така и у спортот, не можеш нешто што функционирало пред 30 години, ако и воопшто функционирало тогаш, ама ајде дека таква е школа, на тоа си научен. Помала била и конкуренцијата и многу работи биле малце подругачи. Тоа. И сега тоа истото се уште и ден денеска да се обидуваш. И ајде сега, тоа ми е интересно и тоа го имам воочено во последните неколку години. Да, некојаш функционира тој, еве да кажеме, авторитетски, диктаторски начин на тренер. Да, кај некои деца тоа функционира. Ама проблемот ја кој што го гледам и кој што е, еве, може да збориме за тоа, не можеш со секое дете, со секој човек исто да се однесуваш. Види, можеш, ако ти е пофин пристапот и ти си дете кое што може да се адаптира на некој си таков диктаторски начин на работа, ти си способен исто да се навикнеш и да прифатиш и пофин начин, така?
Значи ако имам ја у група од 10 души, 8 деца кои што само финиот начин им работи, а на двајца им работи и диктаторски начин, тоа не значи дека ја треба само диктаторски да се однесам. Пошто кај нив работи, кај двајцата работи, можеби тие ќе бидат и најдобри во екипата и не знам што. Тоа не значи дека треба да ги занемарам останатите 8. Сите се исто важни. Затоа, пробај на финиот начин, ќе видиш како и овие што се на диктаторски начин учени, ќе им паше на секој, на убаво секој ќе се навикне многу полесно него на потешко. Да. Нели? Само што кај нас треба време да го сватиме, чекај како на пубаво ти да се навикне, че ти треба си робче, лудаче, идиотче. Ќе им даеш премногу контрола, после тебе ќе те контролираат. Тоа е она мислам дека беше Деки Милоевич кој го има кажано, сум ти го пратил и уште тоа што сме збореле. Тренериве се уплашени и најчесто и не само ајде се да излеземе и од светот на кошарката и од спортот. Луѓето се уплашени дека ако со некој се на на некој му дозвола да се доближи до нив, дека после тоа ќе земе некој ќе те манипулира со тоа или ќе изгубиш авторитет. Не, напротив. Ти, ако кој што кажа ти, ако јас знам дека на ова и ова дете со ова се соочува и мисли има отворено јас знам како да му помогнам. Ама тоа е моментот. Ти треба да си водиш по твојот пат и ако ти си ја знаеш твојата цел, ако ти си имаш поставено работи во животот кои што може тебе да те извадат од твојот колосек, од твојот пат, најпросто да се изразиме, да, тогаш може да ме манипулира мене кој сака. Ама ако јас си имам зацртано и знам што правам, и знам кај терам, и знам кого прифаќам само, кого зијам у спад, чекај на овој да му помогнам, на овој може, ова може. Тоа се овој се тоа групите на деца, генерации на деца кои што се упропастуваат паралелно. Зијам овој, значи 15 деца, една генерација, една група. Ја земам овдека и пробам да ја помогнам. Идам понатака по патот зијам. И со луѓе, нели, као што рипнавме од темава се од кошарка надворот низ општество, исто се спојуваш со луѓе, тој кој што има цел. Мене ми е независно од тебе дали ти ќе пробаш да ме изманипулираш или не. Јас верувам, јас сакам да стигнам до некоја таму С точка, ти си ми попрат на Б точка, ти пробаш да ме изманипулираш. Јас само врвам тука покрај тебе. Може ти да пробаш, може ти да сакаш, може ти да мислиш. Тоа е више сасвим друга тема, ти што ќе мислиш и не знам што. Може и да ми направиш. Кој вика дека е неуспех ако те врати некој 2 чекори назад? Па еве многу прост пример. Со деца, сега, кај што сум, во Словачка. Правиме муавет, додека да стекнам доверба од нив. На почетокот многу беше климаво. Они научени на еден начин, да. Ја имам друг начин на работа, друг пристап, друго поднебје. Они се таму на друг начин научени и пристапот од тренерот им биде и ја одам, им наметнувам некој друг начин и веќе тука наоѓаме првиот месец мене ми беше вака, нишање. Не можа ме прифатат, не можа да разберат некој работи, се додека не дојдовме до момент они да сватат. И сега веќе 4 месеци помина од кога сум, еве некое кратко време сум тука доен малце да се одморам и некои работи да завршам. Секој ден ме бараат. Тренеру, кој се вратено? А викам, шо ви на вас не е тренеру, не, вратете се тренеру. Врате се, прост пример им дам. Зошто не малтретирате, зошто ова ни го правите на тренинг, зошто ве малтретираме, зошто така сакам, викаме. Добро, просто викам, еве, ќе ви објаснам еден начин. Им ставам едно столченце, еве, ќе го објаснам и примеров. Викам, ај пробај со исправени нозе, ова е моментов со тоа 2 чекори назад, надоле, паѓање, потонување. Треба нека да си даеш и време на себе да сватиш зошто си се вратил 2 чекори назад или зошто си паднал доле или како ќе станеш горе или што ќе направи. Викам, еве ставете едно столче тука, ставате едно столче. Ај со исправени нозе скокни на столчето и пробува да скокне. А не можам, скокам 2 сантима. Добро, ај малце подклекни. Малце повеќе подскокнува. Ај, сите еден по еден ги редам. Не може. Ај сега уште поише. И сега е малце по-просто ќе се изразиме, викам, ај сега допри со газот до доле, клекни убаво. Значи, тоа беше со идеја, допри го газот доле, за да допреш на дното. Допри го дното. Ај сега скокни. И он клекнува доле, скокав, ќе прескокне столчето. Викаме, па еве. И они ме гледаат. Добро, а шо е сега ова? И сега им го преведувам, пошто верувам дека на некој друг ќе требаш да го преведеш, пошто некој може да... Треба да го допреш некојаш дното, за можеби зимаш залет тогаш кога ќе допреш дното.
Земаш залет за да прескокнеш нешто повисоко кое што те кочи. Тоа е тој некој си човек од Б точката што ќе проба сопка да направи да те изманипулира. Супер, сопка, паднав, станав, трчај. Исто и со тие два чекори назад ако ме врати. Ме враќа два чекори за да земам поголем залет. Па после ако мене ми била целта до С точка и не гледам понатака, па кога ќе земам тој залет од двата чекори, ја ќе срушам со главата а С точка и еј види уште колку има. Чекај, ќе трчам сега по сите. Ќе правам што сакам, ќе најам нова цел. Ти текно. Нема и тоа е и плюс. Не може в попрост начин да на моментов да ти долам што е поента. И тоа е и поентата, бидејќи колку и гледај, мислам дека најчесто е ако ова го направам или ако ова успеам, еве прост пример, збориме една екипа утекот на сезоната и сега ти победуваш. Ама ако ти не угледуваш дека окей, да, победуваме, зошто победуваме? Дали победуваме ради тоа што екипата против која што играме послаба и играла послабо или ние сме стварно добри, толку добри? И ако ти не увидиш дека чекај уствари, ние победивме, ама не е до екипава, све испромашија. Да. И ние ако играме следен пат со таа екипа, ништо не научиме од првата утакмица, без разлика што сме победиле, ние ќе изгубиме. Така е. Пошто ние ништо не сме научили. И тие два чекори напред што ќе иземеме, ако не научиме ништо од тие два чекори, ние пак ќе се вратиме 4 чекори, не 2 чекори, 4 чекори назад пас. Па тоа е тоа. Ти ми ја пратеше сезоната лани. Предпоставам дека се сеќаваш на делови од сезоната. Ја 100 чекори назад одев. Ја на децата им го кажав тоа. Ако сте кукавици, ако не сте борци, тоа паралелно во сето учење нивно како оние се изградат во посилни особи, ако си кукаве, не ме пратете. Откажете се, најлесно е, секогаш можеш да се откажеш. Оди на улица, застани секој обичен човек. Прво е многу битно да им се долови на децата дека спортист и обичен човек, ја ги викам обични човеци, тие што не прават ништо околу спортов, што не се активирани околу ништо. Викам обичен човек, праша го можеш, најлесно му е да ти одговори, не можам. Ти си спортист, ти треба да бидеш поразличен од нив. Прво, исклучи го тоа не можам. Второ, тразда процес. Почни го процесот, влези во него. Ако не се деси на крај, ако јас сум ве земал на мои крила и не сум ве донел таму кај што сме сонувале, правеле комбинации 300, жртви 300, се што, тогаш можеш да не ми веруваш и тоа е многу, пази, тоа е многу голем залак за мене. Ако ја кикснам таму, тешка лекција на децава им бутам под нозе. Значи си ги градел, си учел нешто, си ги учел и на крај не остваруваш целта. Има начини таму ти како да ги задржиш на ниво, ама ќе ти падне се во вода. Меѓутоа кога се оствари тоа што си го зборил, што си го правил, ти знаеш дека тие деца си ги пуштил на прав пат. Знаеш како беше? Губиме утакмици од некои екипи кои што у моментот беа послаби од нас, так очигледно беа послаби, ние ги губиме утакмиците. Ама ја пробувам нешто друго да сменам за понатака, за во иднина, за во текот на сезоната. И дел од децата престана да веруваат. И јаве тренерот филмови не прави, ова не е вака, и ова не може, види ова сега он ни вика, а не е така. Пак губиме. Уште потешко на мене како да им објаснам, дечки, само процес е ова, не се секирајте. Не, некој почна да се откажуваат, па враќај ги, тоа беше замарање. До моментот на крај кога ја освоија сезоната и после тоа леле тренеру. Не тренеру, вие сте тие што го направивте. Јас само ве туркав, кога ќе ви паднеше газот доле, ја ве крева, трчај. Не можеш да застанеш. Трчај. И подобар пример не можев да им доловам у тоа за цел живот. Значи, ги учев животни лекции. Мене ми се дешаваше родителе ми дојат, ки им падне детето психички малце ќе еди, дој коуч, слушаш, дај бе тие пеп толк. Пеп толк почне, дај тие твоите пеп толк таму, направим нешто, вика, овој ми е паднат дома, гледам. И ја не го правам тоа од моментот, пошто сега и детево знае, татко му дошол да реагира и он очекува и сега кога ќе му го спремиме тоа, еве ти пакувам бомбонче, на ти изеди го, не е тоа. Ја оне исчекување, ја го оставам неколку дена и он гледа ништо не се дешава и пак, леле, мајко, шо ме снаоѓа. И кога он више се помирува дека у лоша состојба, ја тука настапувам тнк и го кревам горе и деца буквално кои што ќе именуваме некој, може да именувам деца, со Нине имав најубава ситуација со Никола Коста. Готов беше, ќе си одам, овој не ме сака мене. Викам, тука не станува збор за сакање, не нема некој што не го сакам тука, зашто сте луди?
Викам само веруј. Ама шо, ја еве 2 минути играм, ја не сум во состав. Супер. За при крајот на сезоната, веќе последните 10 на 15 утакмици, он да биде незаменлив во прва петорка, да игра по 35 минути. И не можеше подобар пример и за останалите деца да направам со такви ситуации. Супер. Овој веруваше, сакаше да се откаже, го вративме, му направивме 300 чуда, 300 ситуации и еве го, успеа се избори. И тоа е само еден мал дел од целото тоа. Да, и мислам дека она што барем зошто ја прошлата сезона е како некој од страна што гледаше повеќе, после неколку години поминати со тебе, зошто тоа функционира е поради тоа што тебе целта никогаш не ти е сега да станеш шампион на Македонија. Бидејќи целта тебе од мое лично гледање ти беше од секогаш да им помогнеш на тие деца, да им го всадиш тој некој, не знам дали тоа е некој, да им даеш поттик да повеќе да работат на себе, да гледаат нешто да сакаат нешто повеќе за себе и ради тоа успеа. Ако тебе целта ти е да бидеш шампион на Македонија, тука сме. Ама ја буквално така сум им го кажувал. Заради тоа функционира. Супер, не е само на Македонија, не да подценувам ја Македонија, ама пошто сме тука и тука ќе земеме Македонија како пример. И што? Идеме на најголемо ниво. Лейкерси биле шампиони на NBA, по високо ниво тоа у кошарка нема. И што? Биле 17 пати, не еднаш, не 17 пати биле. И што? Све се забораило, све останало тоа време. Ако ти застанеш у тоа некое време, супер сум ја. Се забореи. И ја тоа им го кажав уште од прв ден на децата. Лани која земав екипа. Ќе бидете шампиони. Се ќе биде вака, ќе биде така, ќе биде вака, ќе биде така. Меѓутоа, кога ќе станеме шампиони, тоа ќе биде 3 дена. Ќе бидете шампиони, еуфорија, не дозволувате таа еуфорија да ве разниша, да се леле, јас сум шампион, мајко мила. Ќе дојде другата година. Никој нема да дојде да каже леле, овој е шампион од лани, дај нека ме победи. Не. Можеби овдека немаме менталитет на други екипи, други деца, други тренери. Има исклучоци, меѓутоа повеќето одат на тепка. Ако биде, нека биде. Меѓутоа во нормални услови некој ќе се спрема за тебе. Ја ги спремам за нормални услови, не ги спремам за наши услови. Тоа е малце можеби разликата. Некој ќе се спрема, каже и овој ме победи лани, сега ќе дојам јас, ќе му покажам. И јас ги учев деца, можеби ни едно дете не се замарало со нас, ни еден тренер, леле, ќе идеме да ги победиме другата година. Меѓутоа тоа им го спакува во глава некако. Они ќе се спремаат, сите ќе се спремаат. Сега вие сте шампионите и они кажат сакаме да ги бутнеме шампионите, секој сака да го бутне шампионот. Сега вие треба уште повеќе да работите. И тоа не се приказки за мали деца, тоа сите го кажуваат, тоа не го измислив ја. Ама тоа е така, на дело покажано. Така е, и така ќе остане, и така било. Си бил шампион. Друга работа. Шампион, и ова сум го кажал и друг пат, им го кажував и на секогаш на деца им го кажам. Не е шампион тој што е прво место, тука има огромна разлика. Шампион е мајндсет. Мајндсетот е шампионски. Ти можеш да губиш ќе отидеме на највисоко, по шампионски мајндсет од Коби имало ли? Нема од Коби Брајант по шампионски мајндсет нема. Па он 20 години играше во лигата, он не беше 20 пати шампион. Ама поминал, завршил кариера и он е веќе синоним за како да градиш шампионски менталитет. Само 5 пати бил од 20 години. Само 5 пати од 20 години. И пак е синоним за тоа. Така да интересното е, ако збориме за Коби, он првата година после пензионирање освои Оскар. Ама тоа е тој менталитет. Тоа е што ти го кажувам. Тоа е тоа што ти го кажувам. Ти веќе се изградуваш во шампион и ти веќе во секоја област одиш како шампион. Ти во секое нешто наоѓаш такмичење. Си се такмичиш со некого. На крајот и со самиот себе. Тоа е најголемата битка, не е дека е нешто за подценување, најголема битка е, ама ако не најдам ја некој кој што сам со себе ќе се такмичам, сега направив ова, ќе го направам ова. А ако ти бидеш среќен со супер, освоив титула, јас сум им кажал они за многу дечиња, јас сум најдобар тренер, супер, затоа што сум ваш тренер. На други деца кои што не биле шампиони, исто нивниот тренер е најдобар тренер. Ама сега се на поголеми групи, јас станувам најдобар тренер. Викам, јас сум ви станал најдобар тренер баш поради тоа, пошто сум ви го насадил тој момент, не пошто сум јас секоја година најдобар.
ако идеме официјално, ја ни еднаш не сум бил во избор за најдобрите тренери. Ако идеме по официјални некои статистики, не ме ставиле. Сега дали е тоа поради некои си други причини или поради не знам што, не навлегуваме во тоа. Ако јас се водам по тоа, дали мене ќе ме избере некој да сум најдобар тренер, ја никад нема можеби да бидам избран за најдобар. И што ќе значи тоа, дека не сум најдобар? Ама некам, за да мислиш ти дека сум јас најдобар, јас прво мислам дека сум најдобар. Јас за себе си мислам дека сум најдобар. Колку сака нека не е така. Ја до тука нека сметам дека сум. И тоа им го кажувам на нив за да знаат дека јас стварно така мислам. И ако им давам пример веќе, еве ви го примерот на дело. Тоа што ви го обеќав, тоа го направивме, тоа што го прави еден шампион го направи. Сега дај бидете и вие такви, дај пробајте да бидете шампиони. Значи немојте да бидете. Сега ти кажам тоа, нема врска на пиедестал кај ќе ме стават мене, дали ќе ме стават уопште. Мојата глава е битна. А мојата глава ми вика мене, ти си најболи, ти си шампион. И тоа ќе си остане така. Да, и реално гледано, бидејќи ако земем, и ова сум го кажал на подкастов многу пати у различни разговори. Голем дел од деца, не голем, 99% од тие деца кои што нивното детство играат кошарка, играат фудбал, спортуваат, пливаат, што и да е, балет. 99,9% тие деца нема да станат професионалци у тие спорти. Арно, ама тие некои лекции што можеш да ги научиш преку спортот, бидејќи такви сме ние као луѓето, едно е се да некои од нас ако прочитат нешто, толку им треба, ама за повеќето од нас ни треба да го видиш искристализирано пред тебе да се случи за да примиш. Да. Тие лекции кои што спортот може да те научи, не можеш никаде. И можеш после да ги користиш за се. Јас се сеќавам, пак ќе се ратам за моето време во Америка, го прашувам тренерот таму што беше за бейсбол, пошто ја навлегов у бейсболот со него. Ради тоа што сакав да научам како е да се биде тренер. Не дека го сакав бейсболот и му викам, окей, зошто го сакаш бейсболот највеќе од сите спортови? Што го прави поразличен? И вика, па бейсболот е како уживот. Имаш, не знам, 10, значи најдобрите бейсбол играчи, тоа го спомна и со Коби, ама најдобрите бейсбол играчи од 10 обиди промашуваат 7. Значи може ти да победиш 3 топчиња од 10, ти добиваш милионски суми и некои те гледаат како, не знам, второ враќање на Исус. Буквално, ама така е. Исто и у кошарката, Коби освоил 5 од 20. Тоа е 25%. Ама твоја работа е како ќе го гледаш, имаш начини како ќе го гледаш тоа, Коби освоил 5 од 20 или вау, Коби освоил 5 од 20. Да, ама и Коби... Или само Коби освоил 5, вау. Ама пази, Коби која изгубил, не се вратил и не бил, ништо, не ме била за никаде сум, ќе престанам. Не, тоа го искористил како мотивација за... Ние, денеска, мене денот ми е катастрофа. Глава боли, не знам, не сум успел. И сега ако станам утре дента и размислувам за што се десило вчера, вчера беше многу лошо, за никаде вака ова не успел, со овој се скарав. Па и денес ти помина така. Тоа е. Тоа е тој мајндсет кој што можеш да Океј, да, јас сум промашил едно топче, сум промашил 10 шутери денеска, и ако идам утре пак да играм и пак, секојаш добиваме нова шанса. Секој ден имаме нов ден, за да поправиме тоа вчера. Види, со деца која работиш, тоа е многу подобро у живи примери, у нивни примери кои ќе им доловиш со нивни постигнувања и достигнувања. Преку нив да им ги даваш тие примери. Јас сум се утепал од зборење, фала му на Коби што постоел таков каков што е, што и на мене имал такво влијание и што сега јас пробувам преку него да имам влијание, меѓутоа супер. На крајот на денот пуно деца ми рекли, добро, ама тоа е Коби. Океј. Еве ја и ти ќе почнеме да работиме и ти ќе станеш Коби. И сега некој има кој што ги мисли, овој што ми збори, ја ќе станам Коби. Ама Коби е, као што знаеме, нели, као што го правиме, едно движење, ментално силно, ментално движење. Не Коби Брајан да те направи мес како играч. И сега океј. Со неколку дечиња работам, сега и таму јам почнав да работам некои индивидуални тренинзи и они тотално песимистички влегуваат на тренингот. Доаѓа, најобично со шут почнуваме нешто да работиме на прецизност, на нешто фокус, концентрација, техника на шут, со 32-3% почнува од 100 шутнати.
И он ви реков тренеру, не можам ја сега, морам, еве, ќе си одам у школа, ќе се фокусирам. Бе, ти секако треба да си фокусиран на школа. Никој не ти рече тебе дека ако погодиш 70, 80, 90, после ти треба да не си фокусиран на школа, ти треба да си фокусиран. Не. Утре, исто време, исто место, после тренингов остануваме ја и ти. Ама тренеру џабе. Последен тренинг е џабе? Супер. Шутираме. Што не тоа беше уште на почетокот кога дојдов. Мислам, ја нешто препознав во тоа дете, ми се допаѓа. Вака, физички изгледа супер, има, меѓутоа никој не му посветил внимание. Тоа што го научил он сам, нешто поработиле со него и го користат. Нашле начин како да го користат таков каков што е и он стагнира. Викам, гревото е дето, викам, вака ни пропаѓа. Дај малце да се посветиме. 4 месеци работев со него. Допред да се вратам и сега ќе продолжам кога се вратам. Он си продолжи сам, оди таму нешто пробувам и снима, видаме. Стигнавме до 78-80% во 4 месеци. А јас сите тие тренинзи му ги праќам преку порака. Како ќе ја шутне серијата, ја му ја запишувам и му ја праќам. Пак ќе шутира и ќе шутне 400, 500, 600, не е битно колку ќе шутне и ќе му пратам по порака. И му ги рачунам проценти и му праќам. Викам, окей, седнавме еден ден пред да се вратам, отворигам пораките, ај оди, скролај до првата. Ама знам, не, скролај, сега викам. И гледа, со колку си почнал? 32, 30, не знам колку беше, 32 да речеме. 31, 2, 3, така некоја бројка беше. Врти. Ај викам, скролај вака, скрос на кај средина застани. Скролах, застанува. Колку е? 58. Ај скролај, 65. Скролај. Ај викам до доле веќе 80% и тоа серија по серија, не е една случајно, нели, Ќораво пиленце ќе погоди едно, не. Серија по серија. Викам, како е, викам, процесот на Коби. Тренеру, ова е многу добро. Сега, ја ќе шутирам, ќе ви праќам секој ден. Па да шутираш, бе, момче, ако не шутираш, кој ќе се вратам, ти ќе се вратиш 4 месеци назад, пак ќе те начекам на 30%. Не може веќе. Ако престанеш, да, ќе се вратиш, не се секирај, 100% ќе се вратиш. И еве го, сега е активен. Сега сака пак. И на пример, сигурен сум, не ова може нели да спекулирам сега, ама сигурен сум дека ако тоа дете за некој 10-15 години се соочува дали ќе биде на факултет или ќе биде се соочува со нешто тешко, ќе му текне, бе, чекај, ова функционираше со кошаркава, дај ќе го пробам сега. Тоа се тие примери, он сам си го постигнува тоа. Ја не му кажувам приказки, ја му кажам, слушај, ја кога сум правил на времето или оној кога правил, да, супер, ја кажувам и ја што сум правил. Кажувам и Коби што правил, ама сега и ти ќе го направиш. Кога ќе го оседиш ти на своја кожа у една ситуација, после ќе се пронаѓаш во милион ситуации, он секако останал фокусиран и на школа и на сега. И тоа треба да им се разграничи. Да. Пошто деца најлесно име, добар сум во кошарка, супер. Батали ова, Не. Еве просто викам, не одиме подалеку. Си станал професионалец, така. Една тешка повреда. Еве ги, не треба да измислуваме приказни што би било, кад би било, него одиме директно на фудбалски звезди, на кошаркарски, на не знам какви. Му се дешава повреда, толку кариерата му завршува. Што правиме? Без школа си, без кошарка си, без ова, без она, фокус си трнал од сите работи. Што правиме? Ништо не правиме, си остана теленце кој што ги викам ја на галено, ќе си останеме теленца, викам, и после ќе бекаме цело време. Не. Земи, фокусирај се од тука, научи еден начин, спроведи го секаде. Таму ќе научиш нов начин, спојувај си ги, гради се. Сега нашата работа, не можам сите да земам и сите да ги градам еден по еден. Групно кога работиме, пробуваш само да им даваш насоки и да им најдеш начин како они додека патуваат по нивниот пат, како да ловат тоа што им е потребно. Земи го ова, ако си се препунил веќе, гледаш дека веќе нешто не ти работи, фрли го. Немој само да и тоа не е предобро. Да собираш само информации, начини и после не знаеш да ги спроведеш. Имај си некој комфор во себе и само барај цело време, менувај. Како им давам многу прости примери со телефоните, викам, као телефон. Апдейт. Ти бара апдейт, викам, после некој време да. Еве, имаш iPhone 10-ка, така, после 10 години веќе апдейтови, он не ќе да функционира, така. Да. Или треба нов телефон или некој нов систем да му вградиш, за он после да поддржи некој нов апдейт, така е. Да. Тренеру, интересно е. Интересно е, дека ние сме такви со апдейтови. Негде ќе ти снема меморија,
фрлаш нешто што веќе постанало пози тебе, ти не си истата особа, патешествието кроз животот самото ќе ти налага така, ти не може на 17 години, јас сум бил паметно дете. Ама на 17 години. Ја не може сега врз основа на тоа, сега на 34 години дупло, викам, ама тоа што од 17 тоа не работеше. Да, ти работело зашто си бил дете, други ти биле потребите, обврските, се било друго. Веќе на 20 друго. И нели, како што се делат у етапи више после животот, кој што се дели сега природно или неприродно, не знам, ама се дели на етапи. Тоа е тој момент. Овдека работело тука оставаш. Ако си направиш добри навики, ако си ја склопиш главата како што треба, ти ќе научиш како по патот да земаш добри навики, добри работи и да си ги спроведуваш, нели, константно. Да. Сега тоа не е лесно. Тоа лесно да се каже најмалце. Сега сакам да те прашам исто пред да превршиме. Што тебе највеќе ти помага да останеш таму кај што пошо знам дека у спортот и у работата можеш да доеш до презаситеност, преговорување, не ти се работи, веќе ментално те изморува, физички те утепува. Се е природно. Ама што ти правиш за да останеш на ниво на кое што знаеш дека се уште можеш да им дадеш на тие деца, на тие играчи, на твојот круг на луѓе, на сите? Види, за почеток си ја смени в средината. Не се шалам. Види, мислам дека мене константно таа желба и тој жар и цело време тоа живоста ми ја задржува таа комуникација и конекција со деца. Затоа што јас сум фокусиран на деца, не работам со сениори, немам такви испади, немам ништо се уште такво, си работам со деца и јас најдов начин како да им давам енергија, а како и да земам енергија, млада енергија. И тоа се некои од моите начини, јас паралелно додека помагам на нив, тоа не е нешто ни лошо, ни јас црпам од нив нешто. Мене ми убаво, со самото тоа, кога си обкружен ти со деца, ја не се дружам со 5 годишни деца. Сега збориме за момци 15, 16, 17 годишни тинеџери кои што веќе разбираат нешто, прават некој прескок во животот, треба нешто и сега јас им помагам и они ми помагаат, они ме спојуваат со денешното време, ја ги спојувам со се што ги чека во иднината, се што се дешавало и јас си наоѓам некој начин и некој мир во тоа. На било каков начин да се дружам. И константно го повторувам. Константно си ги повторувам. Кино, одиме во кино, се дружиме, убаво ми е времето поменати. Sony PlayStation тренеру кај мене, играме Sony PlayStation. Многу обични работи најдов кои што ќе ме одржуваат константно да не прегорам во тоа, пошто премногу знаеш колку сум се вложувал во и се уште си се вложувам во работава. Сега малце ми е поразлично у последниот период во животот, тоа што имам малку повише време, пошто тука сум бил реално преоптеретен, навистина бев преоптеретен, да работиш на 300 полиња и сега таму сум малце порастеретен и си наоѓам начин што па најчесто ако се тргнам од страна на тоа како ја само со децава не го правам константно тоа, некои книгички имам кои што ми се за цел живот и читам нешто, и други работи, нешто и ти ми имаш поклонето од делот тие. Имам 2-3 книги кои што ги препорачувам и на нив често кога си правим, викам, најди го тоа, ова не е книга, викам, за да ја прочиташ и да ја забориш, ова е книга за цел живот. И константно и тоа си го правам. Секаде си носам со мене 1-2 од тие, си отвараш некој пат, так си ти ги склопува коцките, тоа се тие некои таму психолошки, некои нели изданија кај што си најдов ја негде си се пронајдов во некоја улога и си се наоѓам таму, си се враќам у шарки кога ќе трнам на страна и ти го дава тој фикс. Претежно тоа е, се уште не сум прегорел од желбата околу кошаркава, не знам дали ќе ме снајде. Предпоставувам дека ќе ми дојде, али верувам, не сум сигурен, али верувам дека овие работи кои што си ги направив секојдневни да ми бидат, дека ме одржаваат така, да бидам ладен. Да. Има што уште можеме со сати да збориме, тоа не ни е проблем. Сакав да те прашам како успеа, спомна кај си сега и што ти помага, како успеа и си растен во една средина кај што
се растен тука у Македонија. Си имал го спомна тоа влијание кое што твојот партренер Маци имал врз тебе, ама како верувам дека многу луѓе кои што еве и со тебе почнале да играат и играле не завршиле као тебе. Што ти беше кои ти се некои најголеми влијанија да израснеш у тоа што си сега, бидејќи верувам дека и голем дел од луѓето со кои што си бил спортот каков што си го имал и како играч, ај како тренер сега, не се како тебе. Ти си од тоа што имам приметено сега си бил некоја црна овца, кај што остај го, ето, не знаеш што збори, тука ова не работи овде. Што највеќе ти влијало и ти помогнало за да доеш до ситуација кај што не, ова е мојот начин и знам дека функционира, без разлика кој што ќе каже, без разлика што сам сум искусил, ја ќе земам и ќе правам тоа. Да ти одговорам најкратко што можам или малце подолго? Можеш и подолго, не е проблем. Најкратко ќе правам Коби Брајант. Коби Брајант. Тотално водец на животот. Татко ми Коби Брајант. Тоа никогаш не сум го криел, меѓутоа Коби ми бил од кога збориме за кошарка. Коби ми бил тој кој што ме водел и сум сметал дека сум нашол начин како на некој на 10.000 километри подалече, што не знам ни дали постои вистински, може само така ми го покажуваат на телевизија, да си створам таква конексија за некој да ме води толку кроз животот и толку да ископирам работи од него, да си земам работи, зборам во некои делови, не во све. И паралелно така со напоредна едукација и посветеност да си се изградам во една особа која што мислам дека многу ми го олеснил патот, тој Коби Брајант, кој што ми бил пример за многу работи, јас само сум си додавал тоа, пробувам јас да бидам на децава паралелно на се, да бидам тој Коби Брајант некој и они да земат некоја основа која што мислам дека е прилично здрава и они после да си достават нешто нивно за да бидат малце пооригинални. И нема некоја друга формула, тоа е. И да се вратиме на тоа дека од мојата генерација, од таму од кај Маци Илиевски кај што излеговме, баш мојата генерација, нема никој, барем сега на памет не ми паѓа некој кој што остана со кошарка да се бави. Имаше неколку играчи кои што имаа некои улоги, играа кошарка до некое ниво. Меѓутоа сите кои што се пронајдени во своите кругови, во своите животи, сите се успешни, сите се добри. Сите се добри. Имам многу примери и ги гледам и ги пратам, се уште сме во комуникација и сите прават некоја добра работа и многу често кога ќе се сретнеме или кога нема исклучок да не го спомнеме Мац кога ќе се сретнеме. И него морам да му бидам благодарен и мислам и сум му благодарен, пошто на вистина оставил еден огромен белег во сите нас. Тоа не е само кај мене, него тоа не може да биде случајно, затоа што сите генерации кои што излеговме од кај него, не само мојата, со доста луѓе со кои што сум во контакт, они имаат многу слично мислење со моето и многу често си го кажуваме, отворено го кажуваме, ова Мац, ова е ради Мац, ова Мац не научи. Така да, тоа се просто да кажеме идолите ме довеле да. Мислам, јас сум ги доживел како идоли во некој реален мој живот и свет. Не сум ги доживел како идоли, мен сега ќе се молам само да бидам како нив и ќе бидам, него така, се уште си се угледувам на нив и гледам да бидам што подобра можна верзија од себе секојдневно сега. Од мој агол мислам дека успешно си ја бркам работа. Да, и ја исто тоа мислам, коуч, и јас знам дека, сад време снимаме, знам дека ја барем уживав во разговорот и фала ти што, го одвои овој сад за да може да направиме овој муабет. За крај, прашање кое ти го имаш до оние што не слушаат. Што е едно нешто што би сакал сега да ги прашаш, кој да не слуша, повели. Што правите за да бидете најдобрата верзија од себе? Немам нешто покомплицирано да ги прашам, едноставно мислам длабоко прашање, така да тоа би ги запрашал, нека се запрашаат самите себе си, мислам, им поттик само и нека си даваат максимум секој ден, ако мислат дека даваат, нека продолжат.